Моето патешествие по руралните региони, руралните општини и села во Македонија ме донесе во јужниот дел на Пелагонија во општина Новаци. Дојдов во атарот на оваа рурална општина преку оваа репортажа да ви пренесам дел од денешниот нејзин изглед кој секојдневно се менува, задржувајќи го традиционалниот начин на живење сплотен со современото денешно урбано. Регионално за село Зович, каде што имаме асфалтирано околу 4,5 километри, Брод, Гнеотино Брод, асфалтиравме околу 3 километри. Јас можам да кажам дека со ова асфалтирање на улици, ние скоро во сите населени места при крај сме со асфалтирање на улици, понатаму ќе преземаме други мерки. И многу помали овие проекти, каде што ги реализираме, нарочито водоводни канализациони системи. Во Новаци канализацијата не е завршена, сега предвидуваме изградба на канализациона мрежа во Добромири, во Рибарци, во Ѓермијан, во Бач и сите овие населени места да ги опфатиме со канализација, бидејќи имајќи водовод, а да немаш канализација, тоа е вистина голем минус. Исто така, општината Новаци може да се похвали со уникатното, така да го наречам, рурално лето, односно новачко лето. Точно така, еве трета година ни ова кај што го спроведуваме. Корни друштва, писатели, тука промоција на книги држиме и во ова културно лето имаме организирано етно вечавка која ја спроведуваме еве втора година, која ќе стане традиционална затоа што на некој начин ги запазуваме традициите кои ни се многу важни овдека за нашето население. Ова етно венчавка беше навистина уникатна со сите традиции кои старите нашите До ватарот на оваа рурална општина да прошетам низ незините 41 село, да влезам во 50-тината цркви, неколкуте параклици, во 14 манастири, да ги посетам знаените и незнаените историски места, да се видам со мештаните, да си помообетам со нив, да ми раскажат дел од повеќе вековната историја на овој крај, да се запознам со многуте пишани документи, материјални податоци, археолошки локалитети, устни преданија, легенди и митови.
мерки тие краеви да ги оживееме на некој начин. Во тој дел располагаме со големо културно наследство. Имаме во делот на општината 59 цркви, 39 манастири, кои редовно изградено е, го реномиравме овој позади мене мостот во Зович, што е, извршивме санација на мостот и воденицата, а Свети Димитрија црквата во село Градешница извршивме реконструкција на неја и оваа година ќе ги дозавршиме, а исто така извршивме реконструкција на куќата на Кале Шања и ја оспособиме како културно наследство, како еден голем културен дом, каде што имаме голема заинтересираност и од странските овие посетители, и од домашните, и од тур операторите, бидејќи моравме, таа беше запустена куќа на нашата хероина Кале Шања по романот на Стале Попов, да ги обновиме сите тие работи за да стане функционална и да можат нашето население, како домашно, така и странски жители, да извршат посета. Со еден збор, каде и да се чепне, каде и да се копне, било кое камче да се фати во рака, било колкава грудка земја да ја стиснете меѓу вашите прсти низ затарот на општина Новаци, таа во себе крие дел од историјата која овде се гради не со векови, туку со милениуми. Секоја педа земја, секој парче камен, секоја капка вода на вистина е историја на овој регион. Затоа говорат остатоците од античките, ранохристијанските, средновековните градби, како и многу остатоци од тврдини, бедими и утврдувања и други артефакти, така да речам расфрлени во атарите на 40 села, низ речните долини, клисури, За населеното место Паралово има многу пишени документи, материјални податоци, археолошки локалитети, устни преданија, легенди, митови, со еден збор каде и да се чепне, каде и да се копне, било кое камче да се фати во рака, било колкава грудка земја да ја стиснете меѓу вашите прсти, во себе крие дел од историјата која овде се гради не со векови, туку со милениуми. За населеното место Паралово, материјалните документи, пишаните документи, устните преданија, легендите и митовите датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старомакедонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешниот наш современ период. Селото Паралово се најдува негде под манастирот Свети Ѓорѓи, Параловски да го речем како се вика манастирот. Иначе на подножјето на Селјачката планина се состои Паралово се барем на нашето памтење кај сум јас роден, негде до 30 на куќи. Меѓутоа, според преданијата, селото Паралово било едно од најголемите села на овој дел во Пелагонискиот регион. Постојат преданија според кои овде постоеле само селото Паралово и селото Буково. А други села во денес обработливите површини, барем битолскиот дел на Пелагонија, не постоеле. Дури негде е запишано дека тоа било цело под вода, дека тука пловеле ладји, чамци
и така натака, нели. Каде и да појдете во атарот на ова село, ќе најдете историја и само историја. Секоја педа земја, секој парче камен, секоја капка вода навистина е историја на овој регион. Затоа говорат остатоците од античките, ранохристијанските, средновековните градби, како и многу остатоци од тврдини, бедеми, утврдувања и други артефакти. Паралово од памтивека е наследник на сакрални градби од сите историски епохи на целата своја територија, односно на целиот свој силски атар, од сите типолошки варијанти со византичка естетика, почнувајќи од ранохристијанскиот период до денес. Од оној простор кај што се недувало тоа старо село Паралово, за кое постојат докази и денес, и цркви, и манастири, и гробишта, и други одбележија, нели, се најдува доста керамика, доста обработени камења кои наверојатно служеле за зидарија и слично. Нели, тоа се распростирало негде на површина од околу 2,5 километра во должина, север-југ, и негде исток-запад околу километар. Меѓутоа, најверојатно дали поради некои геолошки настани или поради други некои настани, селото е повлекувано нагоре, така да од тоа постојачко село, според легендата што постојало долу, селото е повлечено горе скоро на километар и пол, 2. Од историските извори дознаваме дека уште во ранохристијанскиот период селото во црковен поглед бил добро организиран. Тоа припаѓало на Јустијана Прима. Паралово е мощно старо село, а за тоа говорат и некои материјални артефакти, каде што селото Паралово првпат се спомнува во 2400 година пред нашата ера, каде што според пишани документи селото било патно поврзано со напознатиот и најзначајниот римски пат, антички пат на Балканот, Вија Игнација. Постоењето на Паралово како населба секако се протега наназад во времето со векови и покрај тоа што не се направени посебни археолошки истражувања на локалитетите со можни стари населби на подрачјето на селото Паралово. Некои околности укажуваат дека просторот на селото бил одамна користен за живеалиште. За тоа зборува и тоа што при секоја бура што ги запаѓа селото и околината, најдојдените буици вода, собрана од околните ридови во сливот на долот на Сувогорската падина над селото, носат и оставаат подолжина на селските бразди бројни примеровци на шајки, брутови и фрагменти од различни метални и керамички предмети, патеми скопани од поројните дождови и сливни води. Тоа се секако артефакти од некогашни живеалишни објекти во непосредната околина на селото, денес препокриени со пластови земја. Инаку селото, околни села му се Суводол, Ореково, Грумази горе овде негде, позади негде таму Болдојанци и подолу Врањевци. Меѓутоа денес од Суводол, од Врањевци и од Болдојанци скоро да не постои ништо, али и селото Паралово, луѓето велам се иселени, остана уште една куќа која живее со стока тука, работи. Првите пишени податоци за селото Паралово се содржат во пописниот отомански дефтер број 4 од 1467 и 1468 година, каде што во овој дефтер селото се спомнува како Паралово, Калкан, во која имало 48 куќи, во која живееле 48 рисенски семејства. Дефтер Паралово се спомнува како Паралово Калкан и припаѓа на Мариотскиот вилајат на чифликот на Бејул Ага. Тоа интересно е што самиот овој камен има некои шифри што дали може некој да ги дешифрира. Што му значи се ова? Нашто да ќе го упати, не знам да ви кажам. Друго што е чудно, ист ваков камен има и таму од Каршија преку тој долу во таа шумата.
Понатаму, што е интересно, паралелно на овие двата камења со некои олежја, со крстови и слично, долу негде се најдуваат исто така два камења паралелни и што се многу паралелни со овие камења. Дали тоа не има некој поголемо значење, а на средината пак имаше уште еден исто тако камен, тоа нешто како трапез идеше, според овие камења, имаше уште еден камен таму меѓу тој и тој турнат. Во подалечното минато, мештаните од селото Паралово учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владение и за самостојна Македонија, како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период. Меѓу најпознатите војводи, комити или членови на ТМОР кои престојувале во Паралово е и војводата Ѓорѓи Сугарев. Бугарите го правеа 43 година. Ние бевме присутни тука кога го правеа гробо, нели? Претходно беше со некои мермерни блокови напред, така. И многу убаво се сеќава кога бугарино рече тук на том брдото почива Ѓорѓи Сугарев којто погина за слободата на Българија. Ми остана тоа да го памтам и денес. Меѓутоа, нели имаше бугарски обележја на него и гробот се турна. Сака едни луѓе едно време да го пренесуваат во Новаци, гробот остана пак тука, па во поново време, мислам, нашивиот беше направен како што е сега направен. По душманите да не куртули, тога и извикна Ѓорѓи Сугаре. Еден од славните битолски учители, револуционери и војводи Ѓорѓи Сугарев. Самиот крвта си ја пролеа Ѓорѓи Сугарев жив на душмани тој не се даде. Слушаме народ, народ поробен, хлеб изгубен. Слушам ви гласој жалосни. Слушам ви народ, народ поробен, хлеб изгубен. Како цвеќето росно, ги попари слана. Со мали херврака, по голиот рит, гаснеа со крвој петвековна рана под лозунгот светол, слобода или смрт. Загинати борци од четата на војводата Ѓорѓи Сугарев во битката кај село Паралово. Ѓорѓи Сугарев од Битола војвода, Ангел Аце Крстов, Ристо Верев Карче, Јовче Аврамов Љубата, Волчо Мојсовски, Ѓорѓи Јосифовски, Дојчин Јосифовски, Банде Чачоровски, Коста Анев Грашовски, Стефан Гавазов, Гроздан Стојановски, Тиме Ралевски Бибето, Никола Шентерески, Ристе Марковски Гајдовски, Ристе Гаргоски, Цветан Матевски, Илија Колевски, Крсте Долевски, Андон Ночевски, Ацко Секулевски, Момир Димковски, Петре Ангелковски, Филип Србиновски и Тодор од село Крстовар. Нека им е вечна слава од граѓаните на Битола и Новаци. Бог дал ги бие шпионите по-делойски. Ѓорѓија што ми го предадова. Бог дал ги бие шпионите по-делойски. Ѓорѓија што ми го предадова.
Исто така, паралелно не ја избегнуваат воените действија како од Првата и Втората Балканска војна, така и од Првата и Втората Светска војна, каде што за потребите на боиштата, мобилизирани во разните војски, било речиси сето население, а пак од мобилизираното маско население, кое било испратено на фронтовите, поголем дел не се вратиле во своите родни огништа, а на многумина до ден денешен не им се знае громнината. Оваа година и наредните 4 години прославуваме 100 години од Првата светска војна. Првата светска војна тука на оваа територија се водеше, во Мариовскиот дел и овој Кајмак Чалан, каде што доста знаменитости имаме во тој дел, имаме спомен Костурница, имаме ровови, има магацини, има болници, каде што сега ќе аплицираме према Европската Унија да ни одобрат проект така наречен мемориален туризам. Затоа има голема заинтересираност. Јас работевме со Долна Нормандија околу тој дел од алтернативниот селскиот туризам, извршија посета и тие кај нас и ние бевме во Долна Нормандија и тие имае пуштено една екипа во низ цела Македонија да одберат општини со кои ќе се работува и бевме одбрани општина Новаци и Пробишти. Јас просто ме зачуди фактот кој бев таму дека архитектонскиот дел на градбата на куќите потполно исто како во Мариовскиот, камен на камен со кал. Ние овдека настојуваме на таков начин, имаме и објекти кои се во собственост на општина Новаци, со делбениот биланс ни беа доделени нас и ние сега ги издаваме бесплатно на подолгорочна концесија, ама со програма. Има заинтересирани некои, ама тоа и понатаму тие работи ќе ги развиваме. Прво да кажам дека е вистина големо задоволство да се престојува во овие природни убавини во Битолскиот дел на Мариово, во непосредна близина на Паралово и до вечното почивалиште на прославениот војвода Ѓорѓи Сугарев, односно и во близина на манастирот Свети Ѓорѓи. Сакам да кажам дека во овој дел се родиле, а и ги дале своите животи многу славни војводи и револуционери, кои што ги положиле своите млади животи за подобра, посветла и посречна иднина на генерациите кои што доаѓале, односно за сите ние да живееме денеска во мир и благосостојба. Овие револуционери во животот биле водени од идејата дека животот е борба, односно биле водени од еден идеал дека животот е борба и дека секоја борба има смисла доколку се зголемува и се засилува. Луѓето со својот револуционерен дух, животот го сваќале како действие, а секое действие има смисла ако предизвикува нови посилни действија. Нивната животна цел, а и со тоа смислата на борбата, не биле насочени кон стекнување на лично богатство или некоја лична слава. Тие секогаш тргнувале од тоа дека заедничкото е многу посвето и поважно од личното и затоа секогаш се што правеле, го правеле во интерес на својот народ и на својата татковина. Секој еден револуционер, секој конспиратор и покрај сите премрежија, проблеми, препреки, случувања и така натаму, можел да биде тоа само под една единствена цел. Ако секогаш и секаде бил спремен да се жртвува себе си, да стави крај на својот живот, да загине за својата татковина и да не се плаши од смртта, која можела секогаш и секаде да настапи. Не биле пушките, не биле бомбите, револверите и огнените машини тие кои што им давале сила на овие луѓе, на овие револуционери, туку тоа бил пред се револуционерниот дух, бил личниот пример, била идејната определба, нивната храброст, решителност и бестрашност, сите овие особини ги венчавале со успех сите нивни замисли и идеи и борби, без разлика дали се работело за борби кои се воделе во градовите или селата или во планините и полињата. Сето ова можело да се направи доколку се имало полна совест, како што реков дека сето она што е заедничко општо, што е од заедничко добро за сите, секогаш требало да биде водилка во животот и да им дава уште поголем елан и стимул на овие револуционери да ги остварат своите замислени цели.
Знаете како, велиме дека секогаш плашливите и немоćните луѓе стравот ги терал да го работат она од што најмалку се плашат. Додека овие луѓе, револуционери, тие имале една девиза: подобро да загинам отколку да живеам клечејќи на колена. Револуцијата се развивала низ човечките битија, додека револуционерите го ковале духот од ден на ден. Овие револуционери биле свесни и убедени дека слободата не може да дојде сама и дека таа не е јаболко кое што треба да се дочека да созрее и само да падне, туку треба јаболкото да го натераш да падне. Вистинските револуционери секогаш биле водени од нивната преголема љубов према својот сопствен народ. И не можел да се замисли ниту еден револуционер ако му недостасувала оваа особина. Сакам да кажам само еден пример. Пред многу години, во моите детски години да кажам, присуствував на еден разговор на еден повозрастен човек со друг, како раскажува една случка за некоја средба на еден познат македонски војвода, кој што потекнувал од многу ситуирано и моćно семејство, а разговорот се одвивал со некој сиромашен човек, при што тој сиромашен човек го прашал војводата: зошто одиш и се бориш, зошто ризикуваш да го загубиш својот живот кога имаш се? А знаете ли кој бил одговорот? Јас не се борам за себе, јас имам се. Се борам за да и ти и сите други луѓе имате како што имам јас. Мештаните од селото Паралово ми раскажа многу други приказни за минатото на нивни роден крај, преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, а вам, драги мои, делот непорекливата драгоцена слика за Паралово низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село, со надеж дека меѓу помладите параловци по раѓање или по потекло, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кога за голем број прашања изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доискатражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот, ќе ви доловам во наредната документарна емисија која ќе следува.